Пази кој ќе ни рече, ние треба да земеме пример за судството од Запад. Никако. Дали ги имате видено англискине судии какви се? Човече перика носит нагла. Дали тоа е озбилно? Значи, влег вид во судов, стане, please rise. Во чест на неговата екселенција ќе заседава судијата Майкл. Која екселенција, море види го шо психо е. Која екселенција, развил фетиш кон перики, ќе му станвам на бе. Оди, не те признавам, чове, шетај, кукло. Таков некој да те испрашви, дали ќе ја збору, would you tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? И ова ти превед вид, дали ќе ја зборува доста, мори пак и ти? Имам четврто. Абе, шо труд, море, ненормален, еден, тргни го то черджето од нагла. Се дотерал целиот со витлери на глада. Да ти нормален си? Не ти е срам пред луѓе? Не, да си правиме отворено муабет. Дали не ти е сам, види? Луѓе овде, новинари, чуда, повесници мореќе те дават. Кај оиш? Чердже нагла му ставиле. The truth! Жими се, најмило, таков на доживот на роби, абе на смрт на електричен стол да те осуди, ќе се сгазиш од смеење. Ме дупиш са, шо е работа? Не, стварно не разбирам шо е поентата со перики, бе, човече. Демек нешто седа коса, мудрост и витлери. Шо е поентава, стварно не разбирам, човече. Перика стайл нагла кој ненормален. Или шо, демек судијава во Англија, не зборувајте така, младичу. Судијата во Англија, ако немат перика, то не е то. Правдата нема да е задоволена. Господе Боже. Не ќе се запрекаваме со тегла мет. Леле, човече, ме отече. Чекай да видам. Кој е вој се? Ало. Да, јас сум. Благица. Не Благица Павловска. Која ти треба тебе? Благица студентски прашања. Таа сум, баце. Ама звониш после работно време. Кој ти го даде бројот? Овој ми е приватен. Како? Панче професорот. Чекај малце, извини. Панче професорот, брат. Абе, тој нели е у затвор бе за пипкање студентки, бе? Абе, не ме заебава, им бараше на сите студентки, ако не му дадат, им бараше 100 евро уплико. Абе, не е нормален. 100 евра, бе, у тоа време, знаеш што бе, 100 евра, бе, цела недела можеше да јадеш. Сега 100 евра, еден ден кафана, ама не му ги давам, бе, перверзњак еден. Чекай овој да видам. Ало? И викаш, Панче ти го даде мојот број, а? Утекнало на мене, а? Ај, кажи, што ти треба теја? А диплома за завршен факултет. Шо не ти се учеше на времето? Ако бе, браво, бе, честито. Те назначиле за директор. Ако, браво. Од која партија? Не, да, глупости прашувам. Мора да е владеачка, мислам, сигурно нема од опозицијска да те стават. Ама се си бива, баце, се си бива. Знаеш како идат кај нас? Ке си платиш, се си има цена. Затоа ние имаме комплет услуга за едни политичари, баце. И за други граѓани.
Диплома за основно, за средно, за факултет, за англиски, за магистерски, за докторат, за што сакаш, баце, за што сакаш. Еве, на пример, за една партија што им имам средено дипломи, а ви имаат кадар НАСА да ја водат, баце. Толку се стручни. Мислам, не се стручни, не да Боже, ракетана да ја возат, има да падне насред Пентагон. Ама, баце, формално се покриени. Ај сега кажи ти зашто ти треба тебе диплома. За психијатар. Опа, баце, те назначиле за директор. Баце, 20 години како продавам лажни дипломи, вакво барање за психијатар не сум имала, да ти кажам право. Абе, те стајле директор на Бардовци. Секако, па така де така. Така треба да си стручен. Така бе, баце, така. Баце, нова мито и корупција у државава. Сите сме луди. Ама нема кој да не прегледа, баце. Како? Колку пари ќе ти? Абе, обично дипломата за факултет се движи од 3000 до 5000 евра негде. Например, за правник ти е наевтина, тоа ти е 3000, зашто знаеш дека студиите ни се од 0% доверба. За доктор обичен ти е 4000, зашто и таму имаме недоучени многу. За градежен инженер, например, таму тоа е 5000, пошто знаеш дека многу се цени кај градоначалниците. Ама за психијатар, знаеш како е, бат. Ке си купиш диплома и една работа ти е сигурна. И да ти ја земат дипломата. И да отидеш у затвор, до сега никој нема отиден у затвор, бате, за лажна диплома. Знаењето ќе ти остане. До сега директорските плати ти се околу 2000 евра. Значи со 2 плати ја вадиш дипломата. Мислам, твојата со 5 плати, баце, ќе ја извадиш. Твојата ќе биде 10.000 евра, баце. 10, не викај, 10.000 евра. Ало, се смирили? Абе, баце, шо ти е? Абе, нема. Да, бе, абе, се ќе си добиеш, бе. 10.000 евра. Подпишана од деканот, заведена у сите книги и во МОН, валидна. Да бидеш на чело со сите ненормални у држава. Мислам, да го водиш Бардовци, да добро. Мислам, како да ти кажам, баце, по избориве многумина ќе се прават луди за митото и корупцијата што ги направиле, па ќе им треба некој да им подпише дека се луди, бе, баце. А еден подпис дека некој е луд и дека не треба да иде у затвор, ке чини, баце. А кој ќе подпишува? Ти. А тебе кој треба ти дае пемпеле да подпишуваш? Ја, благица студентски прак. Така е, баце. Така. Епа 10.000 евра и дипломче за психијатар. Така е, бе, баце, така е. Податоци пушти ми на Вибер и утре околу 12 можеш да дојдеш да си ја земеш. Парите ќе ги однесеш кај 9 браќа уменувачница, со назнака за благица. 9 браќа, да. Ајде со среќа, нека ти е директорувањето, баце. Ајде, и шо поише будали, толку поарно. Ајде. Се ненормални, бе. Еј, престани да звониш, бе. Види, бе, ти филер стајала гуска една. Аман. И на работно место не може човек да најде време за себе. Звони кој да умрел некој. Ало. Ништо не те слушам, ало. Аман, човеку, не викај толку. И не збори брзо, и плукне тоа мастиката. Немаш мастика. И сега шо да ти правам? Точак ли сакаш да ти купам? Точак да ти купам? Тоа ти реков. Ајде, диши, смири се.
Смири се, диши. Диши полека. Ајде, така. Така. Ало, не диши само ко манијак некој. Диши како кај пулмолог. Ете така, ајде, диши. Ајде, диши. Ајде, успори сега. Диши. Сега застани малку, задржи. Држи. Абе, те заебавам. Ја те заебавам. Абе, ти се молам, господине. Ние сме институција, бе. Кај се видел некој да се заебава по македонските институции? Ај сега кажи кој бараш. Градска. Бараш градска. Шо градска? Градска библиотека, градска автобуска, не си јасен. Како онкологија? Немаме тука онкологија. Не. Доктор Менгеле у државна, не. Овде се све фини доктор. Травматологија бараш, не бараш онкологија. Па така кажи, господине, имаме травматологија. Полна ко брод, ко Здравко Чолиш да има концерт. Така слушам. А со кога зборуваш? Лично и персонално, дежурна главна сестра Лидија овде на травматологија. Ја шо ќе кажам и поп шо ќе закопа тоа, господине. Од мене поглавен е само директорот на болницата, ама која е тука. Кога не е тука, сестра Лидија пали и гаси. Човеко, ке се качиш и ке ме видиш. Лидија, качи се на трети кат па видија. Јас сум ти попозната како Лидија пали гаси. Јас сум таа што може да ти обезбеди кревет и јастуче. А чаршаф и инфузија дома ќе ти донесе. А не бараш за тебе, за татко ти бараш. А има скршена нога и болки. А и ќе мора да го примиме са бајлете му прават операција. Колку години има другарот татко? 78. Па шо се заебавате, бе, човече, бе, за малце ли ќе го местиме стариот, бе? Кој ще ќе те кошта поправање, него испраќање? Ќе го оперираме, ќе го исправиме, јо? Утре пак ќе ти падне. Океј, те разбрав, ти треба кревет. А народен херој. О, па не знаев. Важи, ќе го сместиме. Чекај. Реков ќе го сместиме, ама не ме дослуша, господине. Ќе го сместиме кога ќе се ослободи кревет. Сега се е полно. Ко умывар за пасоши. А докторот ти рекол дека јас ќе ти завршам работа. Тој доктор секој ден ме е 1 април, шегаджија. Спремен си да се реваншираш? Па шо не кажеш, бе, господине? Абе, шо не кажеш? Абе, смири се, полека, се е супер е се. Смири се, ке се реши. Ајде, еве се сетив сега на нешто. Ја тебе кревет, господине, ти мене кревет. Ја тебе all инклузив за народниот херој, ти мене all инклузив. Утре са бајле, ке си дојдеш карши болница. И ќе бараш туристичка агенција 9 браќа на па 2 браќа. Ке влезеш внатре, ке го бараш братот од лево арка и ке му кажеш 3 кревета all инклузив за сестра Лидија. 7 дена понудата за Певко Хоришче. Да, знаем која е гледа. Да. Ете. И ќе ти дадат ваучер. Ваучерот ќе му го ставиш на татко ти у горното џепче у пижамчето. Да знам кој е човекот. Ете, пижамиот дома ќе си носи. И ќе ми се јавиш. Ќе го оперираме. Ќе го сместам убаво креветче. Договорено. Супер. А докторот не знам, со докторот посебно ќе се договориш. Мислам дека не работи он со агенцијава, ама со менувачницата до нив работи. Не се кире, татко им на 9 браќа ја држи. Така да ти сигурни раци си, господи. Се е супер. Хајде, сега имам друг повик. Хајде. Времето е пари.
Мито. Октоподче мое. Не е веќе смешно, нели?